Горан, македонците не излегоа на гласање, бојкотот е инициран од Омо Илинден Пири. Кои се причините за таквата одлука? Како и најголемиот дел на бугарските граѓани, и македонците во Бугарија не се задоволни. Според најавата на Омо Илинден Пири на македонската партија овде, незиниот председател Стојко Стојков, поточно член на председателството на партијата, тие ги бойкотираат изборите, не само поради тоа што ниту една од политичките партии не понуди некакви подобрувања во однос на правата на малцинствата и признавање на македонското малцинство конкретно, туку генерално затоа што тие во ниту една од нив не гледаат сила која што може навистина да го промени целото бугарско општество. Предлагам сега да го слушнеме и тоа што го изјави Стојко Стојков за Канал 5. Нашата партија одлучи така, не можем да кажем од името на сите македонци, секој само одлучува. Причините се доста јасни и очигледни. Ниту една партија во Бугарија која што е регистрирана за изборите не признава постојање на македонско малцинство, не се застапува за нашите права. Дури напротив, повеќето од нив многу јавно и јасно имат заземено антимакедонски позиции. Тоа е главната причина. Втората е што веќе како бугарски државјани ние не гледаме во ниедна од партиите кои што учествуваат во трката сега на изборите, дека може да допринесат со нешто сериозно било на економски план, било на планот на напредување на демократијата за ова земја. Што е тоа што граѓаните на Бугарија очекува овде да се случи по протестите што беа пред неколку месеци? 6 луѓе се самозапалија во Бугарија. Сепак имам чувство дека нема простор за некаква голема промена, дека повторно ќе победат старите партии. Не, нема никаков простор за промена. Навистина има огромен револт кај луѓето и тој е оправдан, со основа е револт. Ситуацијата во Бугарија е многу тешка и оди на полошо. Меѓутоа нема сила во ова општество во кое живееме да направи било каква промена. Видовме дека и некои од овие што протестира и кои што наводно тргнаа да прават партии, дека ги фатија првата им работа беше да се научат како да ги манипулираат изборите. Значи, многу е тешка ситуацијата и при таа комбинација, конфигурација сега што е во изборите, не дава никаква надеж за некоја сериозна промена. Известно затишје по блокадата во декември, имаше неколку контакти меѓу Македонија и Бугарија, работите одеа во позитивна насока, меѓутоа сепак последниве месец дена има изјава на бугарскиот амбасадор во Брисел, изјава на Плевнелиев, изјави кои што повторно навестува дека Бугарија ќе блокира Македонија. На што се должи ова повторно негативен тренд? Значи, уште ние од пред 10 година предупредувавме дека Бугарија неизбежно ќе блокира Македонија. Тоа не се должи на нешто што Македонија може да го направи или да не го направи. Тоа изцело лежи во овдешната елита, која што е наследник од времето на Тодор Живков на истата она политика. Тие спроведуваат и сега. Ако имаше некој затишје меѓу Македонија и Бугарија, тоа беше во периодот кога Бугарија беше кандидат член на Европската унија и имаше потреба од добрососедски односи со Македонија. И само тогаш се молчеше. Меѓутоа во јуни 2006 година, веднаш кога стана јасно дека Бугарија готово влегува во Европскиот сојуз, првото нешто што направи тогашниот надворешен министер Калфин беше да каже дека бугарската поддршка за европското членство на Македонија веќе не е безусловно, а ќе биде со услови. Уште тогаш тие навестија и од тогаш се што се случува всушност оди на тој заклучок дека се спрема бугарското општество, се манипулира, се настројува против Македонија и македонците за да власта да има поддршка во својата политика да ја блокира Македонија во своето членство. Во патот до нејзино членство. Што е проблемот со договорот за пријателство меѓу Македонија и Бугарија? Зошто толку се инсистира на нов договор меѓу Софија и Скопје? Што сака да постигне Софија со тоа? Всушност тука има една тешка ситуација за овдешните власти. Тие ако треба зборуваме тоа што навистина сака да го постигне, тоа е да нема македонско малцинство во Бугарија, да нема македонска нација, ако може Република Македонија да е подруг вид држава, работи кои што се не остварли. Тоа не зависи ниту од нив, ниту од Република Македонија. И сега како да кажам, не сакат да заврши ова политика која што има давано храна, има давано многу пари на многу луѓе во Бугарија. Тие сакат да ја продолжат. Бараните што ги постават спрема Република Македонија не се тоа што тие навистина го сакат. Меѓутоа пред Европа не може да поставиш некои апсурдни барани од типот дајте ни ја историјата, нели, или пак откажете се од постојање на македонско малцинство. Тако баране не може да се постави, никој не би го прифатил. Затоа се оди по обиколни патишта, се измислуваат некои причини како ова со договорот, како наводно некоја кампања од Македонија спрема Бугарија, само и само да има изговор за да се спречи македонското членство. Нешто слично на Грција, кое што се измислува закана од Македонија, иредентизам, нели, загрозеност, за да може да го оправда својата апсурдна политика да ја блокира Македонија по патот за НАТО и за ЕУ. Не се тоа што се истакнува, не е тоа што навистина се бара.